Мајстор за снежни лудори. Една зима, неколку дена пред новогодишната ноќ, падна голем снег. Биби и Боби секогаш многу му се радуваат на снегот. Си играат со снежни топки, се санкаат. Ама овој пат Биби и Боби веднаш почнаа со правење снешко! Хе-хеу! А за тоа треба знаење и, најважно, добар план. Биби, ќе ми помогнеш ли да го направиме снешкото, а? се разбира. Јеј! Сите заедно правеа снешко според плановите на Боби. Работеа долго и навистина се изморија, а веќе беше доцна. Ама конечно, снешкото беше готов! Готов. Упс. Боби? Овде како да има некоја грешка. Само момент. И уште ова? И уште само ова? Еве, Биби. Ха-ха, што велиш сега? Добар е. Да. Ама, како да ми недостига нешто. И готово! Што ќе кажеш, Биби, сега, а? Јеј, снешко! Јепи-рипи-је! Си имаме снешко! Си имаме снешко! И сега мене не ми се оди дома. Мене навистина не ми се оди дома сега. Ни мене. Сакам уште да се играм со снешкото. Јас, ама... веќе е време за спиење. Ајде утре ќе продолжиме, важи? Снешко, колку би сакал да можеш и ти да се играш со нас. Ама, за жал, ти си само обичен Снешко, а не волшебен. Ајде, Боби! Лека ноќ, Боби! Лека ноќ, Зина! Лека ноќ, Биби и Зази. Дедо Мраз од Заз! Дедо Мраз од Заз! Добро ли си? Добре сум. Изгледа пак сум заспал на воденот на Вселенскиот брод. А многу ме се спиеше, ама нема спиење кога има ваква утре мега специјална жалба за исполнување. Ултра мега специјална? Само момент. Каква е таа желба? Само да размислам. Дам се задуса, каза ми го се стави. Ето го! Срце! Ама тоа не е обично срце, туку снешковско срце. За со него да исполниме ултра мега специјалната желба. Дедо Мраз од Заз, јас ништо не те разбирам. Боби, дали ти пред малку позака овој Снешко да стане вистински волшебен Снешко, ха? Не знам дали посакав или... А дали ти, Снешко, го посака истото, ха? Трепна! Ова зрце го зедов од волшебните снешковци во Снешков град за овој наш Снешко да стане вистински волшебен Снешко. Јас сум Фанки Снешко бе, пеам, играм фанк, јас, ајде пробај и дивча. Јас сум фанк цел, во овој ритам сосем врел. Дојди, играј, види како мене смел. Скокај, паќај снег, танцувај со нас.
Снешко! Ха-ха! Снешко што зборува и танцува фанк! Јипи-рипи, одлично! По омилената музика на татко ми! Хе-хеу! Знаев дека сите снешковци се посебни, но ова е баш фанки! Фанки Снешко! Снешкастично, народе! Пируета! Дедо Мраз од ЗАС, ти благодарам што ми исполни желбата! Вау! И мојата! Па и мојата, иако јас не ја посакав на глас. Хо-хо, нема проблем. Јас уживам да исполнувам ултра мега специјални желби. Треба да посакувате такви почесто. Хо-хо-хо! Наскоро ќе биде нова година. Да побрзам да поделам многу подароци на многу мали жители на многу планети. Довидување! Довидување, Дедо Мраз од ЗАС! Дедо Мраз од ЗАС, сега ти да те слушам јас! Мора да му смислиме име на Фанки Снешко. Јас предлагам Бади. Не е доволно фанки? Мирко или Моцо? Не, Боцо. Не. Хуго, Жарко, Буцо, Поцо. 99% фанки, уште малку по-фанки и ќе ви текне. Гого! Ти се допаѓа името Гого? Совршено е, снешкастично. Јас сум фанки цел. цел, јас сум фанки Снешко бел. Овој ритам сосем врел, има уште еден дел. Бел, фанки Гого бел, бел, еден среќен снежен гел. Чекај, застани, стој, оп! Каков среќен снежен гел? Мисли на вода? Па да, Снешко е. Напролет Гого ќе се растопи. Ние не мислевме на тоа. Да, вода. Снешкастичен е фанкот, нели? И што ќе правиме сега, Снешко? Мислам Гого? Далеку е пролет. Кога ќе дојде, тогаш ќе му ја мислиме. Сега можеме да глумиме фанки пингвини или да играме најди ја поларната мечка или да јадеме фанки снеголед или да си ја ставиме главата под мишка вака, опа! Ама уште колку дена има до пролета? Да пресметаме? Не, да одиме на едно снешкастично патување со ледена санка. Имаме ледена санка! Како не? Гледајте сега. Држете се! Одиме на фанки летање! Бел! Шепрепи! Ова е фантастично! Снешкастично! Санкастично! Леле, повеќе е нова година! Среќна нова година! Ова навистина беше снешкастично патување. И најснешкастична и најфанки нова година! Само уште една пируета и опа! Сега може да се каже дека ова беше снешкастично совршен ден! Вау! Опа! Леле, па јас ќе заборавив да ви кажам нешто. За пролетта што доаѓаше по зимата, а знаете што се случува на пролет со снегот, и за снешковците од Снешков град, и за тајните ледени подземни градови, и за Гого. Па ние веќе немаме време. Но не грижете се. Јас ќе ви раскажам се ќе ви раскажам во следната сказна. Јеј! Довидување! Среќна нова година! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на купчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Sum funky Снешко бел, феа миграм фанки, јас ајде пробај дивчат. Јас сум фанк цел, овој ритам сосем врел. Дојди, играј, види дел, види како мене смел. Скокај, паќај снег, танцувај со нас. Запеј глас
фанк цел во ритам сосем врел. Дојди, играј, биди дел, биди како мене смел. Скокај, паќај снегуги, танцувај со нас. Запеј гласно сега ти, да те слушам јас. Бел, 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 фанки Снешко бел. О, бел, 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 само фанки ритам брел. Бел, 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 фанки Снешко бел. Бел, 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 јас сум фанки Снешко бел. Јас сум фанк цел во ритам сосем врел. Ајде, играј, скокај, сегај ти. 1, 2, 3. Бел, 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 фанки Снешко бел. О, бел, 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 само фанки ритам брел. Бел, 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 фанки Снешко бел. Бел, 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 јас сум фанки Снешко бел. Бел, 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 фанки Снешко бел. О, бел, 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 само фанки ритам брел. Бел, 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 фанки Снешко бел. Бел, 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 јас сум фанки Снешко бел. Снешко. Ете, конечно дојде вечерта што Биби и Боби ја чекаат цела година. Вечерта пред Нова година. Погледнете, се е накитано, илката е полна со лампиони, а Биби и Боби се многу нестрпливи. Зошто? Па да дојде Дедо Мраз, секако. Едва и чекам да дојде Дедо Мраз. Годинава му побарав нешто специјално. И што? Што му побара што? Е, тоа не се кажува? Зошто да не се кажува? Еве, јас ќе ти кажам прв. Побарав автомобил на Далечинско, ама голем автомобил. Ајде сега, кажи ти. Не кажувам. Кажи. Не кажувам. Кажи. Не кажувам. Кажи. Не кажувам, не кажувам, не кажувам. Кажи. Не кажувам. Кажи. Не кажувам. Ова натегање траеше долго, многу долго. Но Биби не попушти. Навистина, тоа што го побара беше нешто што го посакуваше многу одамна. А сега? Сега конечно ќе го добие. Таа знаеше дека Дедо Мраз секогаш се стои на зборот. Но не знаеше нешто друго. Нешто страшно. Она што Биби не го знаеше е дека Дедо Мраз беше многу болен. Да, замислете. Имаше температура, му течеше носот, го болеа и грлото, и главата, и градите. Беше навистина страшно. Па вакво нешто никогаш се немаше случајно. Никогаш. Што ќе правиме сега? Леле, што ли ќе правиме? Зар децата ќе останат без подароци? Борам да станам и да одам, борам. Да не си помислил да станеш. Не можеш ни до санката да отидеш, а камо ли да леташ по целава планета. Деца, па има ли нешто пострашно од ова? Па што ќе се случи сега? Ќе останат ли без подароци сите деца на светов? Во меѓувреме, додека Боби мирно си спиеше во своето кревече и сонуваше голем автомобил на Далечинско, Биби, се разбира, не можеше да заспие и нестрпливо дзиркаше низ прозорецот. Каде е Дедо Мраз? Па зошто го нема? Лани убаво го видов кога дојде со санката.
Биби беше загрижена, но не можеше ни да предпостави дека Дедо Мраз не може да стане од креветот. Ало? Да? Да. Имаме итна ситуација. Ке можете ли да пратите некого? Да? Леле ви благодарам. Одлично. Благодарам. Каде ли се јавува Баба Мраз? Ало, да, јас сум. Повелете. Што? Да, тргнувам веднаш. Еј, па сега е појасно. Баба Мраз се јави на планетата Зас. Не сте слушнале? Навистина. Епа вака. На планетата Зас, која се наоѓа далеку во Вселената, живеат многу дедомразовци. Тие сите му се роднини на овој нашиот Дедо Мраз од северниот пол. И на Нова година тие имаат задача да одат на сите планети во целата Вселена, каде што живеат мали дечиња, мали марсовчиња и други мали жители на Вселената. И да им однесат подароци. И така, еден Дедо Мраз од планетата Зас со неверојатна брзина леташе низ Вселената со својот супер брз вселенски брод за да стигне навреме кај децата од планетата Земја. Тој го имаше списокот со подароци за сите деца. Баба Мраз му го испрати. Да, во една многу долга порака. Аха, играчка мече. Добро. Кукла. Добро. Видео игра. Добро. Тато да биде почесто дома. И тоа ќе го средиме. За среќа, Дедо Мраз од Зас успеа навреме да стигне на земјата. И така, полека, од град во град, од село во село, дојде и до населбата на Биби. Но, кога влезе кај Биби дома, Дедо Мраз од Зас малку се збуни. Зов, пуф, туф. Зов. Што е сега ова? О! Зоу, како можев да пропуштам вакво нешто? Пуф, туф, зов. Кој си ти? Прашав, кој си ти? Јас сум Дедо Мраз од планетата Заз. Вашиот Дедо Мраз се разболи, па јас дојдов да го заменам. Зов. Да го замениш, а? Ами го донесе ли тоа што го побарав? Нашиот Дедо Мраз секогаш ми го носи тоа што го сакам. А јас никогаш не барам многу или нешто што е скапо. Ете, една нова година побарав да оздрави баба. И тоа се случи. Еј! А сега ако побарам да оздрави Дедо Мраз, ќе се оствари? Ќе се оствари. Само треба време. Ама јас не разбирам. Јас го носев и првиот подарок што го побара. Но не знам како, еве, се загубил некаде. Или можеби решил да се прошета. Зов. Си побарала милениче, така? Да, од секогаш сакав да имам милениче. Топло, меко, да го гушкам и да го сакам. Седно е дали ќе биде куче или маче или зајаче или седно. Куче, маче. Немам такво нешто. Изгледа нешто со списоков и со подароциве се измешало и... Зов. Што да правиме сега? Ништо. Тогаш само оваа втората желба, нашиот Дедо Мраз да оздрави. Што е ова? Ова е зазулче. Живеат на планетата Заз, полна е со нив. Постојано доаѓа по мене, не можем да го спречам. А не е нешто особено корисно, само сака да се игра и да се задева и... Леко, кој е прекрасно! Па може ли јас да имам зазулче? Те молам, Дедо Мраз од Заз, те молам. Па... не знам, не сум сигурен. Милото тоа! Како се викаш? Зазулче? За. Па не, тоа е како мачето да се вика маче. Нема име. Не сум стигнал да му дадам. Гледам дека му е убаво овде. Знаеш што девојче од земјата со име Биби? Што? Ке ти го дадам ова зазулче. Твое! Чувај го убаво. Сакај го
дај му име, а јас сега на вистина морам да одам. Ти благодарам најмногу, Дедо Мраз од ЗАЗ. Срекна нова година, Биби! И те молам, не кажувај никому дека си ме видела. Не грижи се, Дедо Мраз. Нема никому да кажам. Срекна нова година. Како да те викам? Многу си сладко, Зазулче. Ајде, Зазулче. Добра ноќ. Срекна нова година. Еј, другарчиња, уште нешто. Ајде да му дадем име на моето Зазулче. Вие давајте предлози, пишувајте ми, па ќе избереме име што најмногу ќе ни се допадне на сите. Може? Јеј! Срекна нова година! Снежко бел и безкрајно сум среќен што од ваква ноќ сум дел. Една топка, втора топка, трета при крај. За старата годината има фанки крај. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца волана ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна детска ноќ. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца волана ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна детска ноќ. Ајде да јадеме, мама Ана вели, пита да е готова, колачите се врели. И Санка, и Ски, оставив за час, добро да се најадам, утре пак ќе играм јас. Денот беше долг со насмевки безброј, разни снежни игри со другарите мои. Сега трчам, брзам, кон кебенце од свила, со чајче на прозорец до снежната идила. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца волана ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна детска ноќ. Волшебна вечер, насмевки чисти, топли срца волана ноќ. Исполнети желби, искрени бистри, новогодишна детска ноќ. Срекна нова година, деца. Година да ни правиш лъжи. Татуй! Сега да го Почна Срекна нова година! се изморив
а годината не е ни почната.